наоѓам во Гевгелија во градскиот пазар, а овдека се наоѓа кафаната кај Кико и Иван, така ли? На Иван Раденов, човекот кој што го знаете од нашиот македонски идол, меѓутоа тој пред известно време беше и на X Factor, така ли? Така. Што правиш, како ти оди бизнисот, дали тоа што еве се наоѓаме во твојата кафана и гледам дека и тука ти воедно и работиш, значи дека нема многу пари во музиката во Македонија? Дека мора и нешто друго да правиш за да успееш еве за живот да заработиш нешто повеќе. Мислам, во музиката со музиката, ако исклучиво се занимаваш само со музика, верувам дека не можеш да преживееш. Така да мислиш треба ако се занимаваш со таков стил на музика, со рок, треба да имаш голем број на албуми и квалитетни песни и голема кариера за да можеш да живееш само од музика, знаеш, да правиш еднаш годишно 2-3 концерти кои се многу платени, а вака само од тезгарење може да се преживее, но мене тоа не ми е доволно, сепак сакам и преку денот да го искористам некако квалитетно, а не да спием по цел ден. Така да затоа и решив да отворам кафана, бидејќи овој беше мој, чичко ми го држеше и одлучив зошто да не. Кога се вратив од Белград, реков што ќе спием по цел ден и само навечер да свирам, порано ќе си отворам кафана и што ќе одам и по други кафани, ќе си седам кај мене дома и ќе си работам. Кој работи подобро сега, ти или твојот брат? Па поделени сме, јас сум келнер, тој е во кујната, тој е кувар. Вечки и да кисело добре. Тој е куварот. Да. Тој ги прави специјалитетите. Така ли? Имате ли некој посебен специјалитет ево овде кај што може да се пофалите, да кажеш дека ова е нашто најдобро што го правиме и специјално луѓето овде кај доаѓаат мислам дека да го нормално вкусат. Најдобар специјалитет на оваа кафана е шарската плескавица, која е многу љута. Мислам ние сакаме таква љута и сите кои ја бараат многу љута, и бујурди. Што е тоа бујурди? Тоа е во глинено тавче, ред домати, ред сирење, ред кашкавал, ред пиперка и сето тоа се пече во како топено сирење. Како топено сирење, да. И тоа е едно од нашите специјалитети. А бујурди од каде тоа име? Бујурди не знам. Не знам, така остана, чичко ми која држеше кафаната и тој го имаше истиот специјалитет. И си остана, го задржавме истиот рецепт и стварно доаѓаат луѓето и го порачуваат често. Сега свириш заедно со твојот брат, порано имаше твој бенд, меѓутоа Ки има бенд повторно. Ки има повторно? Да. Значи не се откажуваш. Па не, мислам свирките со бенд се тотално друго отколку свирките само со акустична гитара и со кахон. Јас повеќе ги сакам свирките со цел бенд, бидејќи друга е енергијата и звучи мокно. И многу подобро звучи. Мислам повеќе можеш да допреш до луѓето, а некако со акустична гитара е некако поинтимно и не е тоа. Сега се обиде повторно, беше нели тогаш идол што помина тоа, замре и заврши. Да. Сега имаше повторно уште еден обид, меѓутоа со твојот брат Кико заедно да одите на уште едно такво големо реално шоу X Factor. Тоа ти помогна нешто X Factorот? Во еве да повторно да ја вратиш блесокот, да го вратиш блесокот. Па малку ми помогна и тука во Македонија и на страна во Белград. Имавме многу понуди за свирки во Белград и низ цела Србија. Мислам јас таму бев во Белград најнапред за да се промовирам себе си и што е можно повеќе да свирам. Беше и во Англија како што знам. Да, бев. Што се случуваше таму, што? Во Англија бев веднаш после завршувањето на Идол. Се обиде да направиш нешто таму? Не, таму тоа беше како награда од Идол што ја добив. И 2 недели добив курс по англиски јазик. Се шетав и учев англиски. Каде точно, кој град? Во Лондон. Во Лондон. И како се поимаш некој?
Челси, а? Да. Не е убаво, јас сум за Юнайтед, ама за Манчестер, ама тоа е. Без разлика, ривалство си е ривалство. Така е. Значи сега спремаш нешто, има нешто? Да, вчера го добив текстот за мојата најнова песна, која се трудам да ја завршам до Нова година. Песната звучи така некако новогодишно и има некој мелос на неко празнично. Значи се трудам да биде готова до Нова година, музиката ми е готова, текстот вчера ми стигна. Се надам дека ќе ја завршам до Нова година и дека ќе снимам и спот. Знам по спотовите нешто почна се почесто да се појавиш, меѓутоа оние не може да се каже спотови, скечеви humoristični. Да, нешто почна да се обидуваш и на тоа поле, што од каде ти е Па таа една екипа, тоа се мои најдобри другари, Венци и Мити Васко, и сите тројца се уметнички настроени и сакаат да се шегуваат, да прават некои интересни работи. И зошто да не, тие ме повикаа мене на 2 клипа да сега им гостував. Имаме некои заеднички идеи за понатака. Не е, мислам, ништо професионално, не е као ќе се занимаваме него така, чисто од љубов, чисто од љубов, да. Интересно сепак. Просто, интересно, може да се каже. Сега снимавме најнов клип за Дедо Мраз. Твоето дебелото дете. Нема за него подарок ваа година. Ги мачкаше децата. Кафана. Да пиеме и чај, да се стопи. Ало, бре, Колебар! Един чај, ако може. Без шикер. На диета сум. Пополека е. Келер! Шо келнер е во ендемски келнер. Турмуно во детко да едначка мердете. Не, фала, момче, не. Нова година! Дека да отмраз, бе! Ајде. Размарен човек си, дек за глави ваа година, бе. Ама треба поклоните да ми ги носи. А кој ги е детства, бе? Ајде, Ајде! мојто песто! Чај на маста! Мојка песна! Што си бе, големото друштво! Големото друштво! Сите! Каде ше зборот, бе? Сите! На мусала! Ајде, треба да им ги дам. Треба да им дам. Шонор, дај! Шо пие? Остави тие за децата, бе, не кради. Пополеко делото ми. Гледи, брат! Летам! Доаѓа нова година, еве, на прагот сме на новата 2015-та, еве како е украсено овдека. Да не правиш дочек овдека? Да, ќе има дочек. Да.
ќе има дочек, мислам кафаната не дозволува да има многу голем капацитет, 20-30 луѓе, претежно ќе бидат мои другари, помлади, пензионери веќе ги пуштиме Да си спијат да си дома. спијат, нормално тука ќе има помлади луѓе, ќе биде интересно. Ќе има жива музика, можеби Не, ќе си имаме лаптоп, ќе си имаме озвучение, YouTube, DJ. немаш некој Така. ангажмани, ева знам дека многумина за Нова година најмногу заработуваат. Знам, но јас 3 години до сега свирев за Нова година и се одлучив овој пат да си седам тука кај мене во кафана. Тоа повторно е работно и тоа е работно. И тоа е работно, но тоа нема крај. Тоа кога ќе почнеш да свириш, не свириш 3 сати, свириш 5 сати. Значи, многу е напорно. Ајде уште една. Да, и во таа една наводница. никогаш нема крај. Така да сум прошол и свирки за Нова година, лани свирев во Белград за Нова година. Не викам дека е лошо, убаво е, супер се тоа, но сакам да одморам, да си бидам тука низ кафаната, да се опуштам и така. Свирам на први, во Струмица. Опа, значи на првиот ден од 2015. Да. И ева за крај наједно клише прашање кој што нормално сите го поставуваат кога ќе дојде овој период. Што ти се желбите во новата 2015-та? Желбите. Да сме... Нема војни, Не. децата да Па, не страда. мислам како не. Така? Но да сме... Да не протече ниту една детска солза, така. Дај Боже, дај. Да сме сите живи и здрави, сите мои, сите блиски, да се добро, друго што ќе биде, нека биде. Само да сме живи, здрави, срекни и Да се прошири кафаната. дај Боже, зашо да не? се прошири, Дај да- Боже. да- Бизнисот да трне на подобро. Да. Што повеќе песни, конечно да го објавам тој фамозен албум што го чекам јас толку долго. Да, што го најавуваш. Да, после оваа песна сега до Нова година што ќе објавам, многу набрзо ќе објавам уште една песна, така да имам веќе 7, 8, 9 песни. Може да биде албум. Јас се надам дека сето тоа ќе стане реалност и наредниот пат кога ќе дојдеме ќе биде малку по друг амбиент, На втори спрат. по-проширен. Да, на втори спрат Да, ќе да. на терасата ќе го снимаме Така, интервјуто. може. Фала, Лазар. Јас сум Иван Раденов и се гледаме на некој шанк во Звездениот град.